Во организација на Дирекцијата за заштита и спасување деновиве во Струмица се одржа обука за заштита и спасување од торнатини на тимот за брз одговор, во кој учествуваат и активни спасители од противпожарната единица на Струмица. Со обуката се зајакнуваат способностите и вештините на сите чинители кои директно или индиректно се вклучени при спасување на човечки животи во случај на елементарни непогоди и земјотреси, кажа Максути, директор на дирекцијата. Станува збор за вежба која што е наречена Струмица 2022 од типот на спасување од урнатини, каде што тимови, односно републичките сили за дејство надвор од државата се повикани денеска тука, се со цел да сработат заедно, се со цел да знаењето што ги добија и пред некое време преку француската амбасада и преку нивните инженери кои што беа во Скопје и држа обука и настава за истиве работи, да гледат да ги применуваат секаде каде што имају потреба и да бидат подготвени за понатамошно дејство надвор од државата било кај што има потреба. Во рамките на ова обука, противпожарната единица доби и донација во опрема од дирекцијата и владата, која ќе се користи за секаков вид интервенции. Првиот човек, Максути, кажа дека и во иднина ќе работат на подобрување на капацитетите на институциите кои директно треба да одговорат при заштита и спасување. Секако дека имаме ресурси, но секогаш има простор за повеќе, има простор за подобро, затоа што и технологијата секој ден се менува, секој ден имаме нешто ново. Ние сме мала држава со ограничени способности и ресурси, но се надеваме дека и преку донации, но и преку директни инвестициони планови од страна на владата да ги зголемиме способностите на нашите единици за цел, односно за ангажирање во било какви елементарни незгоди. Освен од дирекцијата и општина Струмица во континуитет води грижа за подобрување на капацитетите на Струмичката противпожарна територијална единица, како една од институциите кои треба да одговори при било какви непогоди и ризици во општината.